Здруженијето на приватни лекари на Македонија реагира на новиот начин на формирање на цени за книговодствени услуги, кои стапуваат на сила веќе од наредниот месец. Доктор Лилија Чолакова-Дервишова вели дека нелогично е цената на чинење на месечните услуги, книговодителите да ја формираат врз база на податоците за минатогодишните буџети на ординациите. И она кое што е најиронично во сето тоа, што цените се формирани врз основа на тоа кој колку заработува. Значи како фирма, а не значи колку книговодителите всушност работат или колку вирмани ќе напишат врз основа на за таа фирма или тоа амбуланта или некоја друга мала фирма. Така да уште еднаш апелираме до Здруженијето да си ги ревидираат цените, затоа што капитацијата кај нас ја формира владата, кај нас не постои пакет на здравствени услуги. Чолакова-Дервишова вели дека за промените биле информирани од своите книговодители. Нив несватливо има како Здруженијето на книговодители го формирало новиот ценовник со кој една иста услуга се зголемува и за до 200%. Имено ако некоја приватна здравствена ординација до минатиот месец плаќала 1800 денари, сега бевме известени дека ќе плаќа 3900 или 4900 во зависност од висината на годишниот буџет кој што лани поминал, нели, како, значи сето тоа не е заработка, значи не е сума, уште еднаш ќе повторам, да сумите кои што ние ги добиваме како капитација. Тоа е сума за давање плата на нашите вработени, плаќање данок, плаќање фирмарини, плаќање ампули, рецепти, принтери, тонери, боци за кислород, противпожарни апарати, значи тоа се енормни давачки, даноци кон државата. Приватните лекари најавуваат иницијатива за промена на начинот за плаќање во примарното здравство. Ова прашање доктор Чолакова вели дека го отвориле на првиот работен состанок со новиот министер за здравство Арбен Таравари.